Виктор. Слобод, овде има ѓубре за уште еден град. За 3, четвртиот нема ни да го собере. Гледај, Метју, море од гарбич. О, стигнавте ли, голапчиња? Ајде, за денес е доста. Маестро Ицко, како си? Добро, маестро, што е ова? Ништо, душо, ништо, и ѓубрето си работи, си се пали само од себе. Здраво, дече. Здраво, Што ми броиш ти? Еве, донесовме нова роба за тебе. Ако, душо. Ако, пиле, да сте ми здрави и живи. Видете и пловечијана? Се спуштаат како во мојата најголема циркуска представа. Земјата го испушта пламенот на Прометеј. Вистина, маестро Ицко? Да. Јас изведував неколку такви точки. Да? Ицко Кловно, драги мои, сите го знаелја. Ицко го обожува. Прашај и ќе видиш. Опа! Наше Евангелче си фатило женска. Утрото, девојче. Добро, Ицко. Девојчено постојано се врти покрај онај кршот автомобил. Што бара таа? Си бара, душо? Минатото си го бара, родителите си ги бара. Па каде си ти? Каде си? Таму кај што ќе одиме и ние.
добре? Загина во сообраќајна несреќа. Кавион им го здроби автомобилот, а таа кутрата од 20 спасила. Од тогаш само циркани старите автомобили и бар. Ајде, време е да одиме дому. Ајде да видиме што сме уловиле за денеска. Влазе си, Тицко. Ти знаеш да му се радуваш на животот, а? Радувај му се и ти, душо. Животот е како циркус, полн е со изненадувања. Нив ти, гуламче, лови ги. Не може, Ицко, не може. Ајде. Јас секогаш знам што се сум уловил. Се едно исто. Само ѓубре. Тука нема изненадување. Само туѓи отпадоци. Зависи, Дуле, зависи. Отпадот ти е скапа тајна. Некој во него вложувал дел од себе си, некој дури се. На сите вам ви треба само малку повеќе фантазија. Ајде, здраво, гуламчија, здраво. Со здравје, маестро Ицко. Треба ти хигиена, треба ти. Симона, уличарко, ти вам среќата да ти вам. Кај мене да мене вака денеска понеделнички да ми го пресечеш патот, ма пуј да ја ти мачки што да ти. Не плугај ми сурус. Што ме гледаш? Наводи ме овде. Добре, добре. Мици, каде си? Каде си, мами? Мици, како можеш ова да ми го направиш? Чит! Курпани три заедно! Сиктер, бе, мачки што смрдени. Добро, бе, мами. Ма што ке правиш ти во февруари? Цук, муци, муци. Што би ти стори, мони мами, тоа ѓубре? Ти не знаеш какви гадови се тоа. Муци, тук. Што, мене ѓубре? Ајде, остави ме на мира. Простак! Мамиња мацета, оќе да мамичака, мајчика. Александре! Нана Мивиен, ајде нашата мала скитничка. О, мамичко богоцода, ајде станувај. Ама ајде станувај, внучко. Добро, бабац, добро! Ајде, злато! Ајде! Слушнав. Чупаснак, маче, чупка моја мацета. Гледаш дека станав. Ме бараше некој? Не, злато никој. Ало, мрзо. Уште ли не си станал, бе? Денес треба да се јавиш у СИЗ, да го потпишеш договорот и да го земеш клучот од станот. Ти му купуеш нов стан за нов живот, а они него го преспива. Ти викаш никој, а? Па никој сиде.
Гавро! Гавриле, да те прашам нешто. Абре, ти реков, не членува во твојата партија. Ни во старата, ни во новата. Е таа твоја тврдоглавост еден ден ќе ти дојде дојак. Никогаш ме не вели не. Вака како што си скроен, а скроен си од наопаку ти и на среќата не ќе кажеш. Бати, среќата е, бати. Треба цело време да климам со главата како тебе. А може ли по пиво? Ајде, нека дадат пауза. Ќе те чекам во бифето. И стари како ти оди? Не, супер. Да ти кажам, у последно време само 3 линзи ме погодуваат. И мене ми се вести картата генерација. Знам бе, Мино, тоа уште и од изборниот плакат ти се гледа. Ајде де, а што му фали на плакатот? Што му фали? Да. Ништо. Има отпојки. А што тоа, жити се? Има бе, Мино, отпојки тебе ти има, како не разбираш. Ја не знам како уште не ти досади да се ахаш со политики. Слушај, од денес почнува времето да се мери. Она до вчера не важи ич. Оди кажи му го тоа на татко ти. Мене мојата нас за вакви муабети во топ не става. Иако. Не сакам ни јас да му газам по образот. Гавриле, ај престани да се правиш ангел. Симни се на земјата и отвори ги очите. Денес власта пак однова се дели. Што правиш ти, бре? Играш комар со вагабонти, со поголеми манги од себе и главно губиш. Ќе останеш ти вечно во оној твој ќумес. Стан чекаш да ти дадат, а последен си се наместил у редот. Не бива тоа така, брат. И што треба сега да правам? Играј, бе. Пикни му се во редот. Влези во лотаријата. Дојди, бе, срце, во мојата партија. Браос, бе, Мино. Браос. Си напреднал, нема што. Место одма на почеток, овој пат почна ме врбуваш на крајот, нели? Слушай, а што се однесува до моето место во редот, тебе ти го наземи го. Тебе ти го препуштам станот. Тикси. Еве го. Оди земи му ги парите. Што е доле? Погледни. Слика ти се прави во моето студио. Ај, си терпен, мали. Добар ден, Маргаритка. Шо преш? Добар ден. Добар ден, комшија. Абе, мате нешто ни требаше дома ти? На работа ја што ке ти? Нам ни треба заради решението. Какво решение? Види, Маргаритка, господава се дојдени од општината, знаеш. Од урбанизам. Да, од урбанизам. Госпожа, вам ви е познато дека живеете во дивоградба? Па што? Па тоа не е допуштено. Ма немој. А допуштено ли е, бе, господине, што овде секој ден се повеќе базди од депонијава? Жал мене, јас сум должен да ви кажам. Мора да си барате место за живеачко, ова мора да се руши. Куќава да ни се руши. Не куќата, целата населба. За тоа се ќе добиете решение. Решение? Решение.
Ајде на кафенце. Еве идам. Рушке, има нешто ново за татко ми? Нема ништо, Гавро. Гледаш, све сам крш. На крај војска обична параспурија постана. Све дрпа, бре. Чак и овде ништа ни су дале. Овде само гола сиротиња остала. Ако, Берушке, мене баш старите работи ме интересираат. Знаеш што сака татко ми? Зајеби го тоа, Гавро. Слушај, имам супер винјачич. Да оплакнемо грлца. Па да фрлимо по некој јамча? Не. Ајде. Ајде, Гавро. Не можам денеска, Рушке, дома ме чекаат порано. Ајде. Поканети сме на имеден кај кумот и сестрати. Денес ти тераси сол. Не цугам више, бате. Како, Берушке? Испих ја своја душо моја. Со све горчини и еден пропаднат брак. Ај, на глобус му то не штима. Кели, како ти напредуе работа со музејче на татко ти, а? Напредува, добро е. Затоа дојдов поновима трекуќи. Ти, бре, Гавро, треба да пишеш у Београд. Да ти отступе музеј на друг Тито со 40 штафета. Не може, Рушки. Баш таа збирка кај мене не пасува. Гавро, кажи, драгичка. Кажи, драгичка. Драгичка. Сачувала Рушка нешто и за тебе. Жити, мајка. Ајде. Браво, душо. Кај си, бре, ти растури куќо? Па негде си заглавил, а? Пак ли карти си играл, бре, коцкариште ни заедно? Абе, животот ми го упропасти, бе, еј! Што е тоа? Оправдание. Што? Двоглед за то. Абе, па такви глупости дома ми носиш. На комар ли го дома? Не, бе, душо. Во отпадот кај Рушка. За музејчето на тате. Знаеш, колку убаво ќе дојде. Што правите? Добар? Добар. Лош е, бре. Лош. Оди низ куќите и ги плаши луѓето, ја псуе пред нив власта. Вчера пред милицаецот ја псуел владата. Немој така, бре, Невенче. Барем ти знаеш колку тата има пропатено во животот. Голема работа. Одлежал година дена затвор. Па денес за најмала работа се оди барем 3. Се оди, ама одат криминалците. А свекор ти бил мори политички. Браво, Танасије. Стопати сум ти рекол по име да не ме викаш. Добро, бе, стари. Старија. Ве израсипа. Изроди од вас направија. Луѓе ќе сторевме од вас, ама ние кој воспитувавме, така? Тате, види што ти донес. Што ти ова? Двоглед ќе, бе, тате, за тебе. Што ќе ме мене тој двоглед? Аман, бе, тате, за твојаво музејче. Нели, комесар си бил во војната. Беф, ама што ако тоа никој не ми го признава? Тебе, тате, јас ти го признавам. Ете, си бил комесар во војната. Кај се видело комесар без двоглед, ај кажи. Добро, бе, синко, ама што вреди? Никому денес тоа не му е гаје. Сум се борил јас за оваа земја, сум крварел, сум одел по затвори, сум лежал, ама за кого? За кого? За овие нерани мајковци? За овие неблагодарници, барем еден орден да ми даде, едно мало медалче да ми даде, а ништо. Знам, бе, тате. Ни пензија не ти дадоа. Опа, тука сме.
Удираш критики, ако тука веќе кампилиња мој, гулапчиња мој, кај пензијата. Ако нешто посебно ме боли, тоа е таа пензија, бре. Какви се еби ветровци добија борачки пензии, какви се не пензии, јас Атанас ништо. Ако, еве, ој ми сведок, ој, се паметам и се бележам. Еве, овде е запишана сета моја вистина, синко мој, овде! Знам. Ама, кога ќе дојде нашето време, тогаш вие мислете му се. Тогаш ќе ви судиме според нашата правда. Запамети, синко, револуцијата ги лапа своите деца. Добро бе, тате, што сум ти па јас крив? Вие, велиш, вие, како јас да сум со нив. Сите сте вие заедно, сите. И онаа кулачка и лапачка од жена ти. Вие сте на една страна, јас сум на друга страна. Непомирливи спротивности, синко мој. Денес милиционерот пак сакаше да ми поднесе пријава. Пак сакаат Атанас да го пикнат в затвор. Им пречи слободниот говор, им пречи плурализмот, се им пречи! Зошто, бе, тате? Затоа што ја критикувам владата. Си ја пцуил, бе, тате. Па, ваква влада само и така може да се критикува. Немој, бе, тато, те молам, немој. Само непријатности си правиш. А и за фамилијава не е добро. Леле, бре, другар Ленин, стани од мавзолеот. И ти, другар Сталин, преврти се во гробот. Ми иде со лева рака да се прекрстам, а со десната да го земам. Тој чекам па да се треснам по глава, да се удрам кога гледам што направиле од син ми, кај Коцкар, па згора и Мекуш Лајнар! Добро, бре, тате, смири се, веќе еднаш пат ќе ти се качи притисокот. Знаеш ли дека минатиот пат сите од паметни извади? Ајде, да! Джими Владимирчо! Ајде. Ајде, тате. Земи го Двогледов. Ајде. И немој случајно да се лажете дека со тоа сте ме замолчале. Ние револуционерите сме непоткупливи. Комунизмот може би малку падна, но тоа не значи дека пропаднал. Се уште ние сме на првите борбени линии да го браниме, синко мој, овде. Овде е запишана сета моја вистина. Добро знам. Лентичка што си е сочула уште како киноапаратер. Шутрак документ, шутрак, тука нема трте мрте. Филмски документ. Добро знам. Знаеш, ништо не знаеш. Никој денес ништо не знае. Никој. Буржуазија. Обична буржуазија. Буржуазија. Мамицата да му го ебам и на плурализмот. Добро, бре, мораш ти да викаш. И на председателјот на градот, и на председателјот на владата. Смири се, бре, тате, смири се веќе еднаш. Јас и онака морам да одам. Оди. Оди, коцкар, уличар, оди. Со Невена, бе, тате, мора да одиме кај кумот на именден. Оди. Хајде со здравје. Со здравје сега и по имени денови почнавте да ми одите. Бави го, син, силето е превртливо. Предатели? Ајде, бе, не туку троби будалаштини. Предатели? Ајде тебе, мамичето, да ми те го ебам. Што е, баќушка? Нешто не ти е право, а? Од животот ти онака циркус ми направи. Неоти ти си поарен од нив и дека со тебе ќе ни беше подобро. Ама еве, на зид сум те ставил. Мислиш од мерак? Не, отпусти инет, Јоско. Отпусти зер. Јас заради тебе еднаш лајна сум изел и не сакам пак да ми ги потураат. Биди, братко, она што си бил и таков нека те паметат луѓето. Сменив јас една шкапа, па ми ја скратија главата. Заради тебе, море, еј, мустак. Сега ни капа, ни глава не се менува повеќе. Ме разбра, баќушка, а? Ај ти си за жалење, братко. За жалење. Мене ми остана барем овој музеј. А тебе ти гурна целиот мавзолеј. Пропадна твоето царство, баќушка, пропадна. А мене, моето, ми го се уште ми е тука.
Се уште ми е тука, баќушка мој. Баќушка мој. Ана, Мирјана, немојте мајкини, тоа е за гостите. Мате, гостите доаѓа. Ајде, куме, ајде, нека е среќно име тоа. Благодарам. За многу години. Добре, дојдовте, ајде. Ајде, за многу години, Матеј. Домаќинот. Кумо, повели. Млади Мирчо, еди го. Како мустакот, а? Да ве запознавам со тетка Мими. Да, тетка Мими е наша пријателка, ја запознавме преку Ицко. А вистина, Матеј, како ми е Ицко? Добар е тетка Мими. Запознај се сега со кумата. Драго ми е. Невена. Драго ми е. Ова е маш ми. Здроживо, Гавриел. А ова е син ми. Види го. Драго ми е. Вас како да ве знам? Извиđenje. Да? Таа е од стара градска фамилија. Да. Така. Да, драга госпоđо. Од Хаджи Кимови. А немојте. Само џабе. Сега сум од овие, од Атанасови. А како мислите тоа џабе? А така ефтино. Од љубов и политика. Ман бре, Невенче бре, остави ги сега тие работи, мајко му. Од историја или ќе живееме? Баш не ми се оставаат. Вие сакате се да заборавиме, бре. Корените да си ги скратиме, па не може веќе. Помина вашето, нема веќе српови, чекани и опинци. Ние пак се вративме. Пак дојде нашето. Се вративте, кумо, ама да простиш во стари контури. Слушај ме ја што ти велам. Ќе дојде вашето пак на нашето. Сигурно, душо. А што тоа од љубов и политика? Па така, драга госпоđo. Тие дојдоа на власт и се ни одзедоа. Татко му последното злато од вратот на мојата мајка го извади. Тоа беше за народната држава. Нели? А што бараше тогаш дома, кај вас? Па и државата беше наша. Ама ајде сега добро. Ајде седете, послушете се, ајде. Еј, Баđо! Повелете. Повели. Добро, што е сега ова? Шесто ти пак се нацврцкава. Сестра ми се нацврцкала. А се прашуваш ли зошто се нацврцкала? Сигурно не пиот што е кеф. Не, од жед. Ајде. Браво. Ајде сега да се напиеме. Ајде. Ајде, куме. Ајде, нека е за многу години. Ајде, за многу години. Ајде, на здравје. Зарно за убаво. Абе, нема врска. Што мислиш да правиш? Тие решиле да биде понивно. Така ли? Ама нема. Ќе биде, ќе видиш куме, ќе биде. Готови сме, ние нема спас. Се ќе рушат. Цела населба. Слушай што ти викам. И твојата куќа, и мојата куќа се одред. Добре, и? До кога ти дадува рок за селеј? 15 дена. До тогаш вика да се снајдеш и да бидеш преселен. Што се 15 дена, ве, куме? Слушај што ти говорам. Ако вас стварно ве рушат, ве примам кај мене дома. Готово, човече. Што е готово? Ништо. Ајде на здравје. Здравје. На здравје. Чекай да препасам.
буржуазио, лицемери, курви! Не, нема избори, нема! Долу владата! Курви! Буржуазио, лицемери, курви! Види, мајката! Откаде такви подводаджи како тебе добиле право на глас, а? Туда ти имам тертипот! Остане и не се извени! Како беше затворот, така си на слобода! Од кога тоа ораспилокот се вика политика, а? Од секогаш! Само ти и твоите пријатели не бевте свесни за тоа! Кариерата ми ја пропастивте! Од циркусот ми избркавте! И циркусот за вас беше политика! А на кој тоа циркус мислиш, Херкулче, а? Може би на оној од времето на окупацијата кога им местеше млади девојчиња на германците. А на вас не ми местив. Вие истрелавте за најмала работа. Стрелавме. Море немав можност тебе да те начукам на зид, мамата да ви ебам фашистичка. Фашист! Болшевик! Фашист! Ебате болшевикот! По исти калуп сакавте да направите! Болшевик! Сакавме. Ама за тебе немавме доволно материјал, мамата да ви ебам фашистичка. Фашист! Болшевик! Фашист! Болшевик! Фашист! Болшевик! Немавме доволно материјал! Материјал имам! Ама ми е собран на едно место! Тамо кај што ти го немаш! Еве тука! Ало, политички! Тоа курвите, ороспиите, како да ми ти личат на Ариев. Девојчиња, битте! Уво со твојата Германија ли ги довлечка? А? Ајде. А? Да, ама од твојата источна! Едно такво да си закачиш одзади. Само си ја вршам работата, Атанасија. Абе ти да си ја вршеше работата, немаше да те начукаат овде. Атанасија. Јарамије, курви политички. Аман бе, тато, доста. Маскара не направи. Каква маскара? Вие да молчите, колаборанти! Шовинисти! Влада! Атанасије, што си се развикал, бе, гулавче? Кој те разлутил тебе, а? Ицко, ти ли си? Јас сум, бе, гулавче. Јас сум. Аби кој? А ти, што правиш со долбијата? Знам ја што правиш, знам. Не, бе, Ицко, така си гледам. Ако душа. Гледај си ти, гледај си колку што сакаш, само уста не отворај. Таа работа не личи, нели така, Атанасије? Така е. Ти тука си, а? Комши сме ти биле, а да не знаеме. Комши? А? Кој би рекол, а? Калвик, го знаеш? Кого? Калвик, мојот најверен другар. Калвик, реверанс за господинот. Му дадов име по себе. Моето уметничко име беше Калистратиус. И по Виктора. Ти, Атанасије, на Виктора се сеќаваш, нели? Нема врска. Ицко, ти каде си сега? Тука, душо, во близина, близу до депонијата. Ајде, здраво, Атанасије. Калвик, одиме, душо, дома.
Која снашка? Како која снашка? Моја снашка, твоја жена. Абре, мамо, па нели јас од неја се разведов? Леле, па кога бре сине мајчин? Пред 10 години, Мими. Ти беше сведок на судот. Да видам, не верувам. Добро, што е ова? Конзерва, мајчин. Некако чудно мирис. Слушај, сине, ако не ти се допаѓа, а ти остави. О, моја Мици, тоа го јаде со најголем апетит. Абе, Мими. Како тоа дознам јас се покасно? Сите тие немаат време да ми кажат никога се венчале, никога се развеле. Доаѓа тука на брзина, јадат, пијат и си одат. Мицо, покачи, моја мами, моја ти. Папкај ми, Мицик, папкај ми, мами. Кога те видиш полна месечина, фати се за злато и помисли желба. Боже, што сакав да посакам? Бати Белја, спутник и лајка. Гагарин, кај си сега да видиш каква убавина. Каква убавина. Да отивам, среќата да отивам. Полна месечина, Белја голема. Постапете по решението. Руши. Убав е, нели сине? За дедоата нас.
Годинава многу рано се запролети. Само од депонијава останаа маглите. Како што мојава душичка остана студенилото. Охо, матече, ти пак тука кај нас нагости, Гулавче. Грешка си, маестро. Ти си кај нас нагости. Сите сме ти ние времени стопани на овој голем ѓубровник. Така ти е тоа. Од ѓубре сме направени, од ѓубре одиме. А ѓубриња сме и во меѓувреме, нема бегање. Тука се почнува и се завршува. Зависи, Дуле, зависи. Некој тука ќе види само отпад. А јас гледам живот. Бивш живот. Овде се голапчиња мои насобрани цели истории. Море, Дуле, отпадот е бивша вредност. Ами тебе, Гулапче, што ти е? Ништа, бе, ништа. А изгледаш како ѓемиите да ти потонале. Бе, будалче. Ѓеми, матече, ние немаме. Немаме ни море, душо. Нам ни е пишано по отпад да талкаме. Знам, бе, знам. Остави, маестро. Му ја урнаа куќата. Матече, слушај што ќе ти кажам. Знаеш ли ти што имаше обичај да каже Виктор, директорот на нашиот циркус? Велеше, луѓето се како циркуски артисти. Под еден шатор сите се родени, затоа повеќе од шатор никому и не му треба. Си имал куќа, сега немаш ништо. Голема работа. Ниот и некој нешто има. Еве јас, например, некогаш имав некаква куќа. Имав дури и жена во куќата. Да. И што ако? Сум имал, а сум немал. Разбираш? Она за децата. Немој да се секираш. Ќе ги засолнеш ти некаде деца. А она за циркусот не заборавај го. Во иста представа сите ние играме, матече. Море, Ицко, јаката филозофија. Еве ти ја мојата филозофија на дело. Гледај, Глобус. Добро вечер, Иско. Охо! Добро вечер, Херкулче. Добро што дојде. Имам едно изненадување за тебе. Седи. Повели.
Паѓањето на ѕидовите отвори нови простори за искажување на слободата, потисната во старите системи. Тоталитаризмот се заменува со новата верба во човекот. Пред слободниот поединец сега се отвораат нови простори за побогат живот. Старите символи заминаа во отпадот на историјата, а пред современиот граѓанин се создаваат нови перспективи. Маргарита, ти заспа детето. Ајде, мајкини, ајде на спиење. Ајде. Изградбата на Дурнатините ќе го збогати духот на човекот ослободен од оградите и браните на неговото слободно изразување. Добро вечер, комшија. Добро вечер, комшија. Кој е добро? Добро. Мене ми е жал, јас не сакав ова да ви го донесам. Ама веќе кога се мора, мислев дека е подобро, вака, лично. Наистина ми е жал. Мислам, еве и децата ни учат заедно. Владимир, моја Дора. Тоа ми е должност. Наредба. И ке се рушили целата населба? Целата, комшија. Како твојата, така и оваа куќа овде. Сите куќи тука. А твојата? А и мојата. Па каде ќе одиш ти? Добив стан во новата населба. Делат кај нас на работа. Фино. Не можам да разберам зошто им е толку битно ова едно парче земја. Сака тука да ја градат новата депонија. Депонија? Добра ноќ. Добра ноќ, комшија. Ама бете, нас ја нема да ме вадиш од памет за джабе. Што бараш ти овде? Ајде, доста. Види, тоа е вашата демократија. Кај си ми дошол дома, пуште си заканува. Тоа ќе го ставиме во записник. Записник? Да. Неовластено упаѓа во мојот мирен дом. Твојот мирен дом? Така што органот на власта може за мојот орган да се фати и убаво да ми се клати. Точка. Боже. Мамицата ваша. Што е? Што сте се замолчале толку, а? Голема работа, милиционер дошол дома, колку мене ми доаѓале. И никогаш не те наоѓале. С тобой, Матрона, я не говорю. Понимаешь? Ничего ты не понимаешь. Ничего. Слушај, Гавро, синку, сум ти кажал и дека по војната сепак сум добил едно мало медајче. Во оние светли времења за оваа земја. Пред да ме пратат на Голи оток. Медајче? Да. Добро, тато. Ке ти најдем едно медајче. Балканската историја е полна со судири и недоразбирања. Сегашноста ја одредуваат граѓански војни во кои до вчерашни припадници на една средина стануваат крвни непријатели. Балканот, старото буре барут, денес доживува нови експлозии. На боиштата остануваат само луѓе без посели, без надежа и вечни.
Тато, да се качам. Тато, да се качам. Тато, да се качам. Море, симни ми се веќе еднаш. Цела ноќ око не сум склопил заради тебе. Соно е тивка, бати, соно те бати. Тензијата во завојуваните подрачја не се намалува и покрај стапувањето во сила на најновото примирие. Секоја од двете страни на судирот смета дека онаа другата ќе ги анектира областите под противничка контрола. Недовербата и несмирените непријателства го оневозможуваат започнувањето на Извинете. Работев нешто околу рака. Директор, Знам, вие сте од нашата партија, не? Не. Извинете за момент. Нема потреба, директор. Јас сум домашен од погонот за рамно стакло. Што не кажеш одма, Богом, ме препадна, човече. Извини, вака ми е подобно. Бе сега најчести гости ми се они од партиите. Бе секој бара партии како ние тука да сме, да ги лиеме. Што да правиш? Секој си ја бърка работата. Така е, директор, секој. Така е, ама не се боревме за тоа. За идеали, Класо, за идеали. Седни малку. Седни малку. Кажи сега, што можам да направам за тебе? Јас се најавив тука преку преку комерцијалниот Маткалиев. Преку Мино? Добар човек, добар. Добар, не велам. Мене Мино ми е десна рака, еј. Ја сега понекогаш и тој така, брда малку. Брда. Ама затоа сум јас тука, се да поставам на своје место. Затоа дојдов кај вас. Добро си сторил. Добро, добро. А за што беше работата? За стан, директора. За стан? Па да, за стан. Ми рече мене Маткалиев. Се ми рече. Се. Што е, бе? Директоре, ова е готово. Добро да остави го, ајде. Добро, ајде, остави го тоа тука. Ајде да излези. Тешка ти е работата. Тешка, директора. Ќе ми ја рушат куќата. Абе, мислам уште потешка. Ние станови немаме. Мој... како ти беше на името? Гаврил, директор. 17 години работен стаж во погонот за амбалажно стакло. Слушај, Гавриле, јас сепак мислам дека има шанса за тебе. Како? Ние треба да опремуваме новата наслаба со стакло. Разбираш? Слушај, ајде, појави ти кај комерцијалниот, нека те стави на приоритетната листа. Кажи му, директорот така рече. Слушаш? Па можам ли јас да заборавам свој работник, да? Можам ли, Класо? Ајде бе, друже директоре, па сме тепак на чекање. Каде бе? Како каде бе? На состанок на совет. Ај, заборавив. Извини, другар, морам на состанок. А за твојата работа, не грижи се. Ке виде? Здраво, колега! Здраво! Мајстораташ, добро, е? Уште ли те гледат овие срања? Готово, слабо е. Слабо, немаме више публика. Нормално, кој ќе ги гледа овие капиталистички буличканици. Сега ќе види што е права уметност. Што е? Ле. Добро, бе.
Абе, пак ли со тоа, бе, мајстор Атанас? Последен пат во твоето кино, колега. Утре се одам од ова населба и да сакаш нема повеќе. Ама доле, знаеш ти дека не е заради мене ова. Не. Забрането е да се менува репертуарот, знаеш. Не бе, забрането е бати репертуарот, е бати јак репертуар. Се репризи, ама што да прави? Мора од нешто да се преживе. Море, пушти го ова да видиш што е вечна младост. Пушти го само. Слушај, добро, ама да знаеш ова да ти е последен пат. Последен пат, баќушка мој. Ајде, одам. Сурово бровим насупим, если враг захочет нас сломать. Как невесту родину мы любим, бережем, как ласковую мать. Понимаешь? Теперь понимаешь. Я другой такой страны не знаю, где так волно дышит человек. Атанас. Браво! 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 Большевик! Большевик! Ајде бе, малечок, работи нешто, Иваго. Тоа е добро. Тоа е добро. Качи се горе, мајка. Би можел малку и ти да поработиш, знаеш? Сум се изнаработил јас во животот колку за сите вас. Сега ви е редот на вас, па да видите како е тоа. Никој фала ми нема речено. Ептен си изнаработи, бе ти. Ептен. Прво полицаец, па после киноапаратер. Аде! Ајде бе, доста! Цел живот филмови си изнагледа. Сум гледал точно, но не од чеф. Заради општа култура, човек да биде од мене, не ама и копу. Тој се изнаработил. Добро, ајде остави. Ајде, доцни ме, Мата и Маргарита сигурно веќе стасале во новиот стан. Мајсторе, вози. Море Матриона. Ајде бе, побрзо.
Бека, шурка има. Каде бе, дечки? Полека бе, Джош, една дупка не можеш да откусиш. Ба и мене би ми се треселе руки за ваква гајба. Не бе, ова не се отклуче? Да бе, не се отклуче. Не ти се прави журка, вечер не се отклуче. Джош, дај ја да пробам. Еве, мајсторе. Ти многу си смотан, брат. Ајде. Дечки, ова стварно не се отклуче. Аман бе. Јужба, ти даде погрешен клjuč. Еј, дечки, абе, некој друг стан да отклучев на колку за вечер, а? Може. Полека, бе! Јеби га. А толку ја пазев. Тоа ти е 7 години несреќа. Да, ама за Ѓошко. 7 години нема да го најдеш клjučот од овој стан. Фала Богу. Што е? Не може. Не може тоа така. Како не можеш да разбереш? Не може тоа така! Ама немојте така, ве молам. Па цивилизирани луѓе сме. Му ја срушиле куќата и останал човекот со децата на улица. Ке ја средиме работата, немајте гај. Слушај, да ја средиш. Зашто ако не ја средиш? Ќе го средам јас лично. Како може така да упаѓа во мојот стан? Ма Потивко, ве молам. Потивко, пред малку го повикав, знаете, а може да ми го натовари целиот синдикат на глава. Добро. Имам доверба во тебе. Се гледа дека си еден сериозен и тактичен човек. Бизнисмен сум, човече. Одлично завршена работа. Без врски нема ништо, така ли е, Пикси? Без подмачкување нема ништо. Еј, знаеш дека не изгледам лошо на фотографија, ваѓаш. Да бе, маче, супер си. Господин Джокер, утре ќе се готови твоите плакати. Какви плакати? Еј, тоа тебе не те интересира. Утре Джокер се кандидира за градоначалник. Опа! Значи, Джокер, отвораш нов бизнис, а? Ти се допаѓа ли? Личи на тебе. Мислам, целава ова работа ти личи. Слушај, те викнав да ти понудам една работа. Со политика не се занимавам. Разнесувам само обично ѓубре. Ајде, не заебавај. Крупно е. Ајде, де. Крупно, а? Колку крупно? По твоја мерка. Ти имаш искуство со тие работи. Цел камион цигари екстра лонг сайз преку 2 граници. Третина за мене. Значи и ценкањето си го научил во Америка. 6 за тебе, толку можам. Петина. Последен збор. Значи, така тоа се прави. Добро. Петина може. Пикси ќе ти јави кај да ја преземеш робата. Океј. Само едно мало внимание. Благодарен. Ајде, Благодарен. нека е со среќа. Повели.
Мими? Боже, а откаде ти овде? Мате ме донесе со онај негов голем автобус. Ѓубреџи си камион, Мими? Не автобус. Боже, Ицко, па ти си заборавил. Нели сум ти рекол да не доаѓаш вечерно време? Еден мал презент од твојата Мими. Благодарам. Не требаш. Добро, тати, кај си ти досега? Зошто толку долго не си ми се јави? Мислиш на овие неколку годинчиња? Чокица ми рече дека те видел некогаш. Понекогаш. Ретко. Повеќе поради Виктор. Вистина, тати, а како е Виктор? Кој знае, Мими? Нема му е најарно. Котриот беше толку пропаднат. Кога? Кога ги игравме нашите последни представи. Се уште ли вака изгледа? Се уште, Мими. Виктор не се менува. Ајде, Мими, време е да те носам дома. Тати, ајде возбили се. Па мами, јас сум дома, душо драга. Не си, Мими. Твојот дом е покрај синти. А, ти мислиш на нашиот Џокица? Мислам на твојот Џокица и на Викторовиот. Тати, па тоа се глупости. И ти си наседнал на тие долни озборувања. Молам тогаш, прашај го и Виктора. Виктор тоа ми го каже. А, Виктор еден безобразник, што со години не дошол да ме види. Лажеш, Мими, лажеш. Понекогаш се гледаме на сон. И јас често го сонувам. Млад. Стасит. Тати, што е ова? Подготвувам представа, Мими. Представа? Најдобриот циркуски настап на мојот живот. Сакаш и да го изведеме заедно? Јас и ти. Како некогаш, Мими.
Рушке, колку пари експонатов? Уплаши ме, бречичко Атанасије. А што можам другаке? Фацата ми е таква, стар полицаец, оддалеку се познава. Слушај, има попуст за правоборец? Ти правоборац? Ами како? Јас исто како Бошко Буха, најмлад партизан. Нема да ми веруваш? Но јас во војната имав исто таков. Сакаш винјачич? Не пиjem на должност. А мене ме жет баш на дужност фаќа. Нече ни ова рапотарија вечно да трае. Кажи ми ти сега, што ќе правим утре? Имаш кандидати, мажи се, Рушке. Меѓу нама речено Атанасије. Пардон, друже Атанасије. Да. Од Америка чека големи пари за свадба. Од каде? Од Америка. Сега треба да му исплатат се. Рушке, и ти се уште и веруваш на тие капиталисти, а бре социјализмот ни го срушија. Мамата ни еба. Дај да Рушке, јеби го тоа, зајеби го тоа, да цугнеме по една јајти. А? Може од секирација. Ајде. Добар ден. Би се молам, откупувате ли вие стари работи? Професоре, како сте? Пардон? А ние се познаваме? Како не? Вие ми предававте, професоре. Јас сам Рушка. Рушка? А Рушка! Па ти си, сине, она што најрано ни се омажи со воено лице, така ли? Тако е, подофицир, професоре. Ме зема, ме однесе со njega и ме остави. Барем да беше некој чин. Đubre jedno. После ми беше срам да се вратим дома. Се запослив, 20 година имам шетано по градовите. У најбољи отпад имам работено воени. Не знам кај све не сум прекомандована. И на крај кај појди, опет дома дојди. И дома се усреќи, и дома, Рушке. Професоре, да вас упознам. Ово е друг Атанасије. Наш најмлаđи првоборац, а и одличен муштерија. Драго ми е. Со што можем да ви услужам, професоре? А јас имам нешто за продавање. Лично наоружање? Не, лични признанија. А вие, господине, не сте заинтересиран? Не, благодарам. Имам свој. Професоре, ќе смогнемо, нешто ќе направимо. Чичко Атанас, Што е? најдов нешто за тебе. Прекрасно. Вакви немам во својата колекција. Откај ти се ове убавени, девушко? Вчера ги најдов во депонијата. Прекрасно. Земи ги. Благодарам. Благодарам. Еве, како што ти ветив, работата е завршена. Ова е решението за твојот стан. Нашиот референт, неговиот ке го испразни за неколку дена, тој се сели во нов, приватен. А ова е еднособен, но за тебе ќе биде сосема добар. За прво време. А потоа ќе видиме и за друго решение. Овели.
Многу сум ви благодарен. Не знам како да ви се однесам. Остави го ти сега тоа. Ете, јас толку имам да ти кажам. Благодарам многу и до гледање, директоре. А, да. Да, слушај. Абе, го читав написот за твоето диво вселување. Останав со децата, но... Гледај да го иселиш што е можно побрзо. А тоа ќе биде веднаш. Тоа не е добро за колективот, човек. Веднаш ќе биде сторено. Благодарам уште еднаш многу до гледање. Ајде, се среќи. Добре. Ете, куме, тоа е таа зграда. А коле? Кој спрат беше? На четврти. Приземје, па први, па четврти. Ама ќе се зрадува Атанас. Еј, навистина, каде е тој? Каде? Се скита, каде? Немој така, бре, Невенче. Отиде куме ке некој свој пријател. Ке дојде тој, нема геле, важно е знае адреса. Абе, дека ќе дојде тоа, сигурна, ама отко ние ќе се искилавиме од селење. Немој така, бре. Ајде, видите, ајде побрзо влегувате ова тежно. Ајде. Ајде, лапи. Ајде, уште малце. Еве го. Ово е. Димо, дојди. Што е? Дојди. Што бараш ти тука? Како, па, се села. А, се селиш? Каде? Како каде? Па, во овој стан. Мене ми рекоа дека ти си купил друг стан. Референтот рекоа, веќе го испразни твојот стан. Ти си пија, бе, што ти? Имам решение, како... Еве го. Ова е тој стан. Ама јас во него живеам веќе 15 години. И немам никаков друг стан. Стари, некој тебе гадно те измавта. Држи. Гавриле! 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 Чекај. Чекај ме, Гавриле.
Човече, што правиш? Ме излажа! Што направи? Ме излажа! Ой, излага! Кој те излага? Тати, ни одиме на папа. Немојте долго да се задржувате, слушна Керку. Вечер почуваме со генерални проби. Немојте после да ме бара. Веднаш се враќаме. Тати, јас сум спремна. Тати, се јави Виктор? Не, Мими. Се уште не се јавил. Да, тоа личи на него. Добро вечер, Ицко. О, Атанасije, тоа си ти, Гулавче. Слушај, братко, дојде да те објаснам некој Нема што ти мене да ми објаснуваш. Ама, Ицко, многу работи не знаеш. Се ја знам, моја Атанасije. Од каде, бе, Ицко? Од кого? Од него. Тој ми кажа се. Значи Виктор се уште е жив. Уште како? И што ти изнакаже, Ицко? Се. Што се? Например, дека вие бевте неразделни пријатели. Така. Другари од војната. Тој честит политичар, а ти ас од полицај. Така. Овајцата во главите полни занеси. И што друго ти изнакажа? Што те матка? Тоа, Атанасije, дека ти си почнал да ги подкажуваш своите соученици, собствените другари. И не ти било доволно тоа, туку си почнал да ги затвараш, да ги превоспитуваш. Значи, тебе Виктор ти беше светец. А знаеш ли кој тебе те подкаже, Ицко? Виктор, знам, мојот роден брат. Тој самиот тоа ми го призна. Јас сето тоа му го простив. Такви беа времињата. Тогаш можеше да те предаде само другар или роден брат. Ицко, ништо не разбираш, братко. Ништо. А знаеш ли зошто Виктор тоа го стори? Заради вас. Заради вас, Гулапче. Зашто многу добро знаел што го чека ако не признае. Па макар измислил дека и Ицко е информировец. Мене навистина не ме однесува на вашиот голи оток. Јас останав тука, во локалниот затвор. Мене ме мачевте на друг начин. Мене ми раскажувавте приказни. Например, приказната дека жена ми се откажала од мене. Потоа приказната дека брат ми ме издал. Ама тоа беше вистина, Ицко. Да, вистина ја измисливте вие, Атанасije. Остави ме сега. Сега треба да чуеш се. Добро. А потоа дека сте ја натерале жена ми да легне со вас. Ицко. Не. Со секој од вас. И откако сте се заситиле од нејзиното месо, сте ме препуштиле на брат ми. И додека мене се уште ме држевте затвор, сте го натерале Виктора, мојот роден брат, да и стане љубовник. Потоа, ме отпуштивте мене од затвор,
заради недокажана вина. Ноќе. Таа ноќ Атанасија и јас не отидов дома кај жена ми, зашто дом повеќе не ми оставивте. Отидов кај Виктор. Тогаш тој ми ги кажа сите овие работи, а него подоцна го нашле обесен во станот. Од време на време одев да ја видам Мими и детето, ама ни неа, ни детето веќе не ги осеќав за свој. Вие тука ме изгонивте, Атанасије. Сите сме тука изгонети, Ичко, сите, виде јас и моето семејство, сите. Да, ама ти барем имаш семејство, а јас го имам само место. Не беше ли она, жена ти? Не, голапче. Мојата жена е една вита, една млада, една нежна, русокоса убавица. Жена ми е една насмејана, бистрока жонглерка. Она што сега ти го виде кај Мими е нејзината далечна сенка. Ова не е она моја Мими. Ова кутрата ја има вашата сенка врз себе. И, каде сега ќе не селиш? Ајде, ма ќути веќе еднаш. Што да ќутам, бре? Гледај, бре, на секаде нови станови, а ти не си кадарен да си ја скрасиш фамилијата под еден покрив. Не викај, ма. Не направи бездомници, бре! Престани веќе еднаш. Цел век останавме луѓе без адреса, како татко ти. Ти, татко ми, да го оставиш на мира, разбра? Татко ти не знае што е мир, ни дом, большевик, на 4 тркала. Томив син! Иван Машко! Томив син! Ей! Господа пензионери, иде сте ма? Нема. Па луѓе! Луѓе, ова веќе не се трпи! Па назбе луѓе Божи готово! Не отпишале! Така е! Не може повеќе ова да се трпи! Ние треба еднаш да го кажеме својот глас! Така е! Така! Мораме да си ги бараме своите права! Крајно време е! Блокирај лево! Ајде! Брзо, брзо, брзо! Во името на законот ме молиме мирно да се разидете! Овие демонстрации не се уредно пријавени! Гледај да ги задржиш. Јас одам до Министерството да се информирам. Добро, добро. Ало! Ало! Пензионери! Како така бе? Каков е тој штрајк? Пријатели, ни го одземаат дури и правото на мирен протест. Ако сакаш погледни, нас не сметаат.
за отпад на општеството. Па ако е така, тогаш да одиме таму каде што ни го одредиле местото. Во депонијата, колеги! Слушај, маму! По мене! Слушайте, маму! А да ме прехвърли ви... Ајде, пензионери! Чекайте, бе, ви се молам! Чекайте, бе, луѓе! Зошто вака? Како стај коде понија сега? Чекај ме овде, да излегувай. Джокер, имаш ли парите? Еве, Джокер никогаш не лаже. Што е? Не ми веруваш, а? Не број. Има помалци. Колку помалци? Третина. Јеби ga заева, а странците не даваат повеќе. Може ли, Глобус? Може. Па јас и ти сме патанс, нели, бади? Јасно, човече. Па ќе има и нов бизнис. Не е само ова, нели? Ја. Ќе има. Джокер! Овој перформанс за прв пат го изведувам овде. Оригинално, нели? Ете видиш, не се седив на тоа таму. Во Америка би изгледало поживописно. Чесен збор, бади! Ова нека ти опомена. Друг пат со смрдено ѓубре ќе ти ја покријам колата. Разбра? Глобус! За ова жестоко ќе ти наплатам! Цел живот ќе те голам, живи се! Цела Америка ќе ти биде мала! Другар Атанасије. Што ти тука, другар Атанасије? Остај се, Рушке, макар си имам. Го загубив најважниот експонат во мојот музеј. Најубавиот спомен. Го изгубив мојот филм. Па овде ли ќе го најдеш? Чоките, сине! Па што бараш ти овде во ова време? Што правиш ти тука вака облечена, мама? Како што правам? Па јас и твојот тате Ичко спремаме нова представа. Каква представа, бре, Мими? Негова, сине. Неговата животна представа. Ти мораш да дојдеш да ја видиш. Боже! Поче да пристигаат. Херкулце!
Мами, чук на нашиот час. Почна да пристигаат луѓе за представата на Ицко. А тој и не знае. Одам да му јавам. Професоре, татко ми дали го видовте, со часови го бараме. Не, воопшто не сум го видел. Драги мои, ве поканувам на представата специјално организирана за вас од големиот циркуски уметник Калистратиус. Многу од вас го паметат од своето најубаво доба. Калистратиус со вас се враќа во уметничкиот живот. Благодарам. А сега, следете ме, ме молам. пријатели, повторно меѓу нас големиот Калистратиус! Викторе, па ти си останал ист, секогаш джентлемен. А сега, главната точка на оваа вечер, огнот на Прометеј, точката на великиот и голем славен недостижен Виктор.
Андри, тебе ти треба алкохола. О, како ти мислиш на се, Викторе? Добре, што прави татко ти по цел ден во депонија? Што? Си го бара својот изгубен филм. Ајде, одам ја да го побарам мојата Танасија.
Дуле, пуштај бубањот, ајде! Bolşevik! Herkes! Oneidov moјот филм! Oneidov moјот филм! Oneidov! Oneidov moјot филм!